Модна критика или модна пофалба со колегата Сергеј Варошлија, следен во студио 1. Здраво, Владко. Здраво, Сергеј. Мислам дека одма да преидеме на темата. Така е. Добар ден во уште едно издание на Студио 1 на темата мода со мене Сергеј Варошлија. За денеска повторно на ваше барање и на ваши предлози ќе ги прегледаме неколку профили на тие што сакаат да се крстат модни блогери или модни инфлуенсери. За почеток имаме некој дечко. Па, морам да кажам дека ми се допаѓа комбинацијата. Одлично го има искомбинирано тој целиот црно-бел момент. Ми се допаѓаат наочарите, а посебно ми се допаѓа како фотографијата е едитирана и како ги има он склопено. Изгледа многу футуристички, многу трендовски. Многу ин. За ова, да. На аеродром, веројатно ова е една од, пошто погледнав неколку фотографии, веројатно ова е една од неговите најдобитни комбинации и мислам дека претходниот стил и овој стил треба да ги форсира или почесто да ги практикува. Сега ќе видите и зошто. За ова исто повторно има една чиста десетка. Добро, овдека е парк варијанта за поклупан, тука немаме ништо модно. Скоро се досадно, али у парк така и треба да се изгледа никако другачие. Не е таа комбинација толку лоша, колку што имам впечаток дека кошулата што се претопува со позадината, што моментот на тон и да се гледа телефонот како се прави тоа селфи е тренди. Меѓутоа во овој случај мислам дека светлото му паѓа на многу лоша варијанта и остава лош впечаток на ликот и губи поента целата модна комбинација, односно акцентот паѓа доле на кошулата. Значи џабе се сликал цел, можел слободно да ја пресече фотографијата до половина и би била подобра. Еве го моментот Филип Плейн. Двајцата изгледаат одлично, изгледаат модерно и изгледаат тренди. Сега, јас лично не го фаворизирам Филип Плейн и во светот на модата, во високата мода, а и во уличната мода и во модните престолнини, Филип Плейн не важи, тоа сакам и вие да го сватите, мада знам дека тука на вас македонци и балканци, Филип Плейн ви е нешто што ви е врв. Филип Плейн е далеко од врвот. Станува збор за човек кој е креативен, кој има многу финансии да го спонзорира својот бренд, кој прави одлични кампањи, кој прави одлични ревии. Меѓутоа, луѓето што се упатени во модниот свет, кои имаат модно познавање, кои пораснале со француските модни куќи, со италијанските модни куќи, ова не проаѓа. Ова е скапа мода, станува збор за скапи парчиња од кожа и од крзно и од што и да е, меѓутоа ова не проаѓа. Ова му доаѓа како за новопечени богаташи, да кажеме, таква некоја мода за некоја си средно висока класа која што не знае што е што модерно, па оди на варијанта Филип Плейн. Така да Филип Плейн никогаш нема да пројде во светот на модата како што проаѓаат одредените брендови. Односно, дај Боже да се потруди и да си го заработи својот статус. Меѓутоа, Филип Плейн е статусен символ на една пониска класа. Тоа мора да го знаете. Супер е фотографијата, често ја гледаме сите што патуваат у Париз, ја прават оваа фотографија, некако е иконографска, Ајфеловата кула е одбележие на Париз, меѓутоа, иако е туристичка таа прошетка, кога се слика пред Ајфелова кула, тоа го прават и многу други, некако облекуваат некое модно издание кое е повеќе висока мода, а во случајов имаме улична и трендовска мода. Немам никаква замерка со тоа што можел да го искористи Париз и целиот концепт да изгледа многу помодно, бидејќи очигледно има желба за мода и да ја презентира истото. Солидна комбинација. Торбата е искомбинирал со јакната. Многу ќе беше подобро да беше све во бело, минимал црно и бело. Малку досадно, али окей. Јас не ги сакам овие бои. И за мене овие бои, кога ќе дојде трендот ова да е во мода, јас не знам што ќе правам, пошто мене
никогаш овие бои не ми се допаѓале, нити се добри за фотографирање, нити се како добри за модна инспирација и ретко на кого стојат. Не е лоша комбинацијата, како модно парче е добра, меѓутоа мене лично овие комбинации ми се многу досадни. Дека дечкото има некаков си сенс за мода, дефинитивно да, некогаш прави утки, некогаш некако и сите ние. Еве, повторно, значи, како со женските модни блогерки, на сите профили, зошто морате да се сликате со кофата, да го кажам брендот Moet, шампањ, зошто? И при тоа има текст, ја пукам флаши, какви што вие не можете ни да си замислите да си купите. Малку е претенциозно, малку е невкусно. Да, Moet и Chandon е одреден си бренд кој важи за еден скап шампањ, меѓутоа, дајте малку, ако сакате више да се сликате со скап шампањ, купете си флаша кристал. Престанете со тој Moet, досадно е, дегутантно е веќе, тотално е неинтересно, тотално е изфорсирано и е непотребно. Стар концепт, 2000-та година, не го правете тоа. Не можете да покажувате статусен символ со флаша Moet или 5 флаши или 100 флаши и тоа да ве прави дека сте нешто у тренд тековни. Не, тоа ве прави да сте бизарни. Класична, одлична комбинација, одлично му стои и оделото со лептирмашната, белата кошула, позата, целиот амбиент, канабето, софата, столната ламба, буквално све изгледа како една совршена кампања. За ова има апсолутно да и има 10. Овде пие кафе, сака да биде као урбан и кул, ама као да му е малце досадно. И му е досадно. Овдека веројатно, да, ова му е третата комбинација која што мене највеќе ми се допаѓа, освен првата црно-белата на аеродромот со шеширот и оваа кожна варијанта, белите патики со белата мајца, наочарите, одлично му стои. Кај него дефинитивно подобро проаѓа фазонот црно-бело, отколку да се игра со некаков си колор. Ова е супер. Сега, после него, да одиме, да видиме што имаме со девојките. Ајме, мајко, куку света. Ке добие не. Зошто да добие не? Таа широка оверсайз блуза е ин, косата е добра. Тоа мејкапот и пучењето на уста Ким Кардашијан да бидам, за македонци, се научив да го гледам. Чизмите доле, односно сандала чизма или што и да е обувките, се окей, али што е со сјајните хулахопки? Што е, драги гледачи, со сјајните хулахопки? Зошто? Колку ќе беше подобро да беше боса, да беа хулахопките мат, да беа месо мрежа боја, што и да е, само немојте да облакате сјајни хулахопки, поготово на летен изглед во лето, облакате сјајни хулахопки. Зошто си го правите сами? Толку ли гледате Бионсе шо прави? Значи, немојте да го правите тоа. Прво заради тоа што не сте естрадни личности, не сте телевизиски личности, изгледате само како лоши старлети извадени од кафана. За ова морам да се јавам на Мадона, да видам што ќе каже она за хулахопки за ногиве. Крши ноџиња со вакви сјајни бисер боја хулахопки. Под хитно тоа све треба да се запали. Све што имате од бисер боја хулахопки со сјај, да ги фрлите од ѓубре, да ги запалите. Преубава. Немам збор. Косата е за истата девојка станува збор. Можете да направите разлика колку тоа што го зборував и вчера. Руба краси, руба гнаси. Тука истата девојка изгледа буквално перфектно. Косата е совршено средена, совршено офарбана, мејкапот е фантастичен, облечена е буквално како што треба, блейзерот или сакото е наметнато онака како што треба. За ова има апсолутно да и има 10. Сега тука многу и се допаднала
оваа Тексас јакна. Толку се свиѓа оваа Тексас јакнава што она се утепала од ставање од фотографии од оваа Тексас јакна. Па веројатно има ставено повеќе од 10 фотографии, јас одбрав неколку. Сега дали се допаѓа Тексас јакната или се свиѓа мејкапот, кој што повторно е преагресивен. Еве, значи ја имаме у слични пози со Тексас јакната. Джинсот е джинсот е тренд, косата е одлична, мејкапот е преагресивен, она е убава, станува збор за иста особа, меѓутоа зошто? И овдека со раката, не знам дали приметувате, ги бутка демек градите, така малку да биде повторно имаме старлета момент. А старлета момент у мода, не. Значи решете се или бидете модни или бидете старлети. Немојте тие две работи да ги мешате, пошто искачате катастрофа. Дај оваја Анџелина што ќе рече за ова? Веројатно ужасна таа. Мук, толку. Драги гледачи, ќе ми пукне душата. Од ова си патиме. Од ова матурантките изгледаат така. Заради тоа се фаќа грешна насока во модното изразување. Дали ова ве асоцира на мода? Точно знам на што ве асоцира, на какви списанија ве асоцира, на какви филмови ве асоцира, на каков тип на ревија ве асоцира. Штет. А убава, ама ако сакате да сте голи, направете го тоа со стил, направете го тоа да биде софистицирано. А со вакво халинче, парталче, па ова Анџелина Џоли гарант би го запалила, али морам да ја проверам. Така е, тоа треба да се запали подхитно. Овдека и е супер косата, одлични се наочарите. Сега тука облекла она нешто чудно, некој корсет со нешто искомбинирала, меѓутоа, ајде, да речеме ќе пројде. Добра фотографија, добра коса, добар концепт, ништо модно. Све е тековно тука у тренд, меѓутоа кај низа не функционира. Ташната е одлична, се гледа дека веројатно станува збор за право парче, меѓутоа фармерките со тој елек, со тие црвени ракави, со таа дупка, со тие букви, нешто не е во ред и изгледа као да е полу импровизирано. Дај да видиме што ќе каже Мерлин Монро на ова. Така, нормално дека не. Тука изгледа супер, преубаво е како што гледате повторно. Еве го джинсот, односно Тексасот, како се става во една вистинска модна, урбана, тековна, кул варијанта. За ова има да, браво, апсолутно изгледа перфектно. Преубава девојка, не знам зошто има потреба никош да се упропасти сама себе. Леле, драги гледачи, дали е ова лепа брена за 21 век? Што е со фустанчево, со све е тоа, метал материјалот е у мода, мрежастите се у мода, меѓутоа вака сликано под ова светло, ова е баш како лепа брена за у 21 век. И нема да викам ни едно од моите колешки, пошто знам што ќе ги кажат. Еве го моментот пак алкохол, пред неизе и она фрлена у дискотека со балони, со хулахопки, месо боја. Анџелина Џоли веројатно ќе ги пали. Дај да морам уште малку трошок да направам за хулахопкиве. Сите хулахопки со месо боја, вика, треба да се запалат. Сите хулахопки што имаат сјај треба да се запалат. Девојки, момци, сликани вака, фрлени во клуб. Тоа е концепт Парис Хилтон, Линдзи Лохан 2000-ти години, кога беше као кул да изгледаат джитнати и као малце припити. Не е модно, не е ин, изгледа вулгарно, не е окей. Можете да бидете многу повеќе од ова што сте. И заради ваквиот изглед на сите девојки, на сите момци, денес имам ексклузивно, ќе ја поберам Мадона и имаме јавување од неизе што ќе ви порача. But because I need you to know you are more than that. But because I need you to know you are more than that.
Така е. За да знаете дека сте многу повеќе од тоа, не смеете да изгледате така фрлени во клуб на Сепарес со хулахопки месо боја. Од мене за денеска во студио 1 на темата мода толку. Се гледаме повторно утре во уште едно издание.